Добар ден, и од мене ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто се јавуваат деформитети на стапалата кај децата? На каков начин се воочуваат, како се лекуваат и кои се последиците од неадекватниот третман? За најчестите ортопедски проблеми со стапалата во детска возраст денеска зборуваме со доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист ортопед од Аџибадем, Систина. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Кај децата до 3 годишна возраст, најчесто родителите забележуваат рамни стапала, се плашат дека нивните деца ќе имаат некаков проблем во иднина, но дали е тоа секогаш точно? Така, дали впечатокот за овој условно речен проблем се должи на едно масно перниче кој што го имаат децата на таваните? Токму така. Значи, повеќето деца до 3 години возраст изгледа дека имаат рамно стапало. Баш заради тоа што има такво едно масно перниче од внатрешната страна на стапалото, каде што понатаму ќе се формира сводот, но сега е пополнето со тоа масно заштитно перниче, кое што со текот на времето се ресорбира и понатаму сводот, благодарение и на лигаментарните структури, ќе се оформи во убав лак, кој што ќе овозможи амортизација правилна на стапалото. Но кај родителите тоа прави паника и леле, моето дете има рамни стапала, дајте веднаш влошки, нешто да правиме и така натаму. Во суштина, значи, до 2,5-3 години ние ништо и не препорачуваме особено, само го следиме развојот на нормалното стапало. Значи, ниту чевлите до таа возраст препорачуваме да имаат некаква голема влошка или воопшто да имаат влошка, препорачуваме чевлите да се доволно флексибилни и еластични во ѓонот, значи не треба да биде крут ѓон, практично кога ќе се земе чевлата, лесно треба да се свитка, за да може детето, значи да го совлада отпорот, тоа е мало стапалце, нема ни толку сила, значи треба да го совлада отпорот на самата чевла, да може полесно да породи. Ако е крута, значи не дозволува никакво свиткување, детето ќе се сопнува и ќе паѓа. И во суштина и во текот на самото породување, детето е добро да биде босичко. Сега во домашни услови немаме нерамен терен, секаде се рамни плочки, паркет, еве некој тепих, килимче да кажам, па се препорачува да оди босичко за да може да ја почувствува подлогата и да се прилагоди на неа, или пак евентуално некакви тенки чорапчиња со тие гумици или кожичка со силиконски гумички кои што не би дозволиле лизгање и паѓање. Родителите се плашат децата да не настинат, па најчесто им купуваат топлинки за дома. Дали те можат да предизвикаат некакви проблеми со развојот на стапалото? Не би требало да кажам, ако не би требало, но некогаш дури ако се многу гломазни топлинките, децата и сами не ги поднесуваат. Им прават многу топло, им се поти ноџето, сами ќе седнат, ќе си ги соблечат, родителот вика јас му ги ставам, тоа ги соблекува и тука е една борба, а децата се многу поактивни во домот од, да кажам, возрастните, нонстоп се во некое движење, посебно кога се проодени, дури не можете да ги видите кратко време да седат на едно место, така да циркулацијата им е добра и на нив не им е ладно на ноџињата толку колку ние што мислиме. Може ќе се испотат и посем тоа од пота да се ладнички, ние велиме, леле детето готово ладни нозете ќе настине. Не е така, значи тие се многу активни и нема потреба до премногу да се околу тоа секираме, да кажам. А кога треба на детето да му се купат првите чевлички? Дали тоа е периодот кога ќе прооди или пак пред тоа? Тоа е во периодот на проодување, велиме. Сега, тој период сепак трае. Значи, детето не се случува и тоа, детето да стане и да каже, да почне да оди стабилно, но најчесто сепак тука имаме неколку месеци, барем 2-3 месеци на прилагодување на новата ситуација, значи исправен од самостојност, без поддршка, нема раче, нема да се допираме на некакви предмети. И, значи, во тој период, веќе кога детето застанува, почнува да гази, сака некоја дистанца, со мала помош да помине, во тој период, обично велам, кога детето ве држи за едно прсте и оди покрај вас, значи веќе е спремно да носи чевли.
порано нема потреба. Претходно е само за мода и за топло носење чевли. Така. А какви треба да бидат чевличките? Споминавте дека ѓонот треба лесно да се витка. Да, ѓонот треба лесно да се витка. На која висина треба да бидат? Порано се сметаше дека треба да бидат длабоки чевличките за да го штитат оној зглоб скочниот зглоб, така. Дали таа препорака се уште е прифатлива? Начелно да, но не мора толку многу високи да бидат, значи треба да бидат до глуждот, може и над глуждот, не секогаш им се згодни. Сега чевличките имаат на самиот рап како еден засек околу малеолите, значи околу тие ковчиња што го држат и формираат зглобот и даваат стабилност и заштита. Значи може и такво нешто да биде таа висина. Добро е да бидат затворени напред и позади, за да не лизга ногата, значи да не се удираат прстињата, така да во летниот период, ако дојде проводувањето, да не бидат тоа кломпи, папучи, сандали, но затворени да бидат. Така, со прстите да бидат затворени, така. Значи флексибилни, затворени напред, малку височки во глуждето. Влошка, како што реков, до таму 2,5-3 години и не е потребна. Значи понатаму кога ќе се формира сводот заради подршка, да кажам на стапалото, ако детето е многу активно и така натаму, значи може да има таа анатомска влошка блага подигната кај внатрешниот свод на стапалото. Така. А во однос на чизмичките во зимскиот период, дали тие можат да предизвикаат некакво нарушување на природниот, нормалниот развој на стапалото? Не би рекла, затоа што чизмите кратко време се носат. Ниедно дете 5-6 сати, да кажам, во многу ладни услови не поминува надвор. Обично се претрчува, малку се поминува, да кажем, 1 час, еве, колку нели да излеземе надвор, да не фати воздух, или ако се оди некаде до автомобилот и назад, до станот или до самопослуга, така да не поминува детето фактички многу долго време во чизми. На снег, ако се оди, исто така, тие, да кажам, децата треба да бидат и добро стоплени, имаат тогаш специјални чизми за да не им се наводенат нозете, но и таму времето на престој во чизми не е толку долго. Самите чизми, ако се многу робусни, гломазни, не ги исполнуваат овие услови што ние ги бараме, да кажам, за стапалото. Меѓутоа, сега не можеме да ги анатемисаме, затоа што, пак ќе кажам, не се поминува толку долг период во нив. А во однос на должината на чевлите, на бројот на обувките, како треба да се одбере соодветна обувка за детето? Така. Понекогаш родителите се обидуваат да проверат дали му се точни чевличките, ставајќи еден прст на задниот дел од чевлата. Некогаш викаат треба да биде чевлата 1 број, 2 броја поголеми. Значи, чевлата треба да биде точна до пола број, евентуално поголема. Ако е 2 броја поголема чевлата, значи детето ќе ги набутка стапалцата напред и ќе почне да оди навнатре со стапалата, затоа што сака да ги задржи чевлите на нозе и да има некаков ход. А од друга страна, или ако се тесни ќе му сметат, но треба да бидат точни и да има мал простор, ако облече подебело чорапче или да кажам, ако е па многу топло времето, па малку структурите ќе се олабават, значи но треба сепак да бидат точни. Ако се многу големи, тоа не е добро за детето. Да им дадеме простор на гледачите денеска да се вклучат во програма, доколку имаат некое прашање поврзано со денешната тема. Телефонскиот број е 3076 677. Зборуваме за чевлите кои што се најсоодветни во детска возраст и за ортопедските проблеми кои што се јавуваат дел развојни, но дел кои што се јавуваат како последица на неправилен од и слично. Денешен гостин во студиото ни е доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист ортопед од Аџибадем Систина. Споменавте дека децата до 3 годишна возраст најчесто имаат рамни стапала поради тоа што масно пирнича. Колку често после тоа овие деца имаат проблем со рамно стапало? Каков е процентот на децата кои што реално потоа имаат проблем? Така, не сите, значи вака сега, не сите деца сепак имаат рамно стапало. За жал, во последнава деценија, се повеќе деца имаме кои што имаат рамно стапало, затоа што надвор, кога се игра, не се игра веќе боси, како порано некогаш. Значи, премногу заштитни некакви чевли, патики, немаме прилагодување, се е тоа по рамни подлоги. Значи, стапалото едноставно не се труди да се развие мускулатурата, прилагодувајќи се на нерамниот терен.
Така да, за да имаме добро стапало, тоа бара, значи, едно добра обувка, но и малку вежби со стапалата. Често препорачуваме, значи, некогаш родителите ги караат децата кога одат на прстиња. Имаме кога тоа треба да се опомене, меѓутоа одењето на прсти е одлична вежба, значи дома може со музика, со некаква песничка и така натаму да поиграме малку високо на прсти како балерини, затоа што тоа го јакне убаво стапалото, значи горе-доле, горе-доле. Потоа со собрани прстиња, значи на надворешниот раб да се оди. Ситни предметчиња, например, да се земаат со прстињата, од подлога, од една во друга кутија да се преместуваат или палома марамица. Значи, тие се некои мали вежбички кои што може да се прават, но пак за вежбите треба да имаме и комуникација со детето. До 2,5-3 години со детето не можете така да го натерате да направи нешто. Значи, кај малите само одење на прсти може. Треба да е малку поголемко за да имаме за да се работува. Е така. Имаме гледачи на линија кои што сака да бидат вклучени во програма. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Прво да ви честитам нова година и божитни празници. Благодарам, на вас се најубава. Фала, поздрав до гостинката. Имам едно прашање до докторката. Имам две дечиња. Едното е 4,5, а другото е 3,5 годинки. Кај 4,5 годишното детенце гледам како да го има уште она докторката што викаше рамно стапало. Значи, помалото се осеќа дека оди убаво и баш онаа стапалки кои ќе остави нели мокри, се познава оформено стапалцето, а кај големото не, кај големото ми дава рамно стапало. Што треба да привезем на... Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ден, пријатно. Значи, веќе поголемкото дете 4,5 години, очекуваме дека веќе би требало да почне или барем да имаме некаков знак дека стапалото ќе се формира. Треба да се направи еден преглед, да се види, значи дали е само до стапалото состојбата и освен тоа имаме два типа на рамно стапало. Значи кога е тоа флексибилно рамно стапало, значи детето кога не оптеретува, кога е во легната седната позиција, прави свод на стапалцето, но кога ќе оптерети, значи ја носи својата тежина, тогаш сводот е рамен. Значи тоа е флексибилно, значи се враќа. Имаме и таа позиција, за разлика да кажем од статичкото рамно стапало, и во таа позиција и при оптеретување е постојано рамно. Кај флексибилното рамно стапало, во текот на развојот се уште имаме простор и време да направиме нешто, вежби, малку влошки, значи за да го потикнеме развојот на мускулатурата, да се зајакне на стапалото, за да може да се оформи колку толку, значи сводот на стапалото, да имаме по нормално стапало. Така. Да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката дали препорачува джампер за 5,5 месечно бебче и дали доколку препорачува джампер може да дојде до искривување на стапалата кај бебчето. Така, ви благодарам за прашањето. Джамперот би требало да дојде во период кога детето има стабилност на трупот. Значи, кога детето веќе стабилно само седи. 5,5 месеци е многу рана возраст за да вообичаено, за да детето биде ставено во джампер или пак да има комплетна стабилност на торзото, на трупот, значи. Давањето или препораката за користење некој помагала кај децата оди и со неговиот моторен развој. Значи, на самиот преглед ние ќе видиме детето до кој степен е дојдено, затоа што за одредени состојби, седење, например, се широки границите. Пример, од 5,5 до 9 месеци. Некој дете веќе се исправа и почнува да седи на 5,5-6 месеци, меѓутоа некој дете тоа го прави на 7,5-8 или 9 месеци, стабилно да кажам. Но тоа не значи дека на едното дете нешто му е, едноставно неговиот биолошки часовник и неговото моторно созревање бара малку повеќе време. Двете ќе стасаат до целта и ќе го прават тоа добро и спретно, само што на секој му треба различно време. Другото дете може побрзо ќе прозборува. И така натаму. Значи, на прегледот ќе се види детето до кој стадиум е дојдено во моторниот развој. Така да, значи на 5,5 месеци, ако детето убаво и стабилно седи во ред,
да кажеме, би можеле да го оставиме, но најчесто тоа не е возраст која што кореспондира со, обично тоа е малку понатаму, значи детето кога ќе го оставите во седната позиција треба да седи стабилно, значи има контрола на трупот, во тој случај евентуално може джамперот да го вклучи. Така, а дали тој е ризик за искривување на стапалата? Тако и дубокот? Доколку е поставен така да многу ниско, да кажам, детето кога скокнува и доскокнува на ноџињата, значи доколку е многу ниско ставен и детето тогаш скроз оптеретува и надолу ги поставува стапалцата, тогаш да, затоа што уште структурите се доста и нежни. Так. А некои деца имаат и лигаментарна слабост, да кажам, до подолг период од детството. Така, за лигаментарната слабост ќе проговориме веднаш по прашањето на гледачот кој што во моментов чека да биде вклучен во програма. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте. Поздрав за емисијата, поздрав за докторката. Благодарам. Малце подоцна се вклучив, не знам, може би сте одговориле на прашањето. Имам 13-месечно бебенце кое што туку проодува. Така да кажам, се води за раче, само се исправи, се функционира нормално, но едното ноѓа малце го влече навнатре. Така. Дали е нормално постојано за оваа возраст или да се загрижиме? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова беше сегмент кој што планирахме да биде опфатен во емисијата. Сметам дека нема потреба од никаква загриженост. Значи, многу често децата го поставуваат едното или двете ноџиња навнатре, нанадвор, баш во овој период на проодување, што кажавме дека тој трае неколку месеци. Значи, не се веднаш децата стабилни. Многу често велиме децата кога ќе одат на широка основа малку, значи малку расширени ноџињата. За да постигнат стабилност ги поставуваат малку навнатре. Значи пак со цел да си постигнат некаква стабилност да го одржат одот, исправениот од. Некогаш дечињата нанадвор може да го постават едното ноџе, значи се местат така како што се чувствуваат дека се постабилни. Значи тие се некои такви мали нивни прилагодувања на собственото тело за да бидат исправени за да одат, кои што нас ни прават малку збунувачки, ни дават збунувачки информации на родителите, но тие се сосема нормални. Значи детето едноставно се прилагодува и затоа обично тој преглед по проодување не го правиме во фазата на проодување, нити пак само што ќе прооди. Так. Добро е да помина 3-4 месеци, детето па до 6, значи детето да го формира одот, да стане малку повешто, постабилно, посигурно, па тогаш да се направи прегледот и повистинска слика ќе добиеме. А што е со ние развојни проблеми кога детето проодува со стиснати прсти или пак палецот го зафрла навнатре? Тие некогаш се позициони, уште да кажам, така се влечат уште од позицијата од раѓање. Некогаш кога детето е несигурно, знае така да ги стисне прстињата, значи не се чувствува, е малку форсирано при проодувањето, не се чувствува доволно сигурно, значи знае да ги собере прстињата или палецот да го постави во одредена позиција. Треба да се види и ќе се оцени дали има простор тука. Најчесто се безазлени, да кажам, и нема причина за загриженост, но ќе се направи еден преглед и затоа имаме еден преглед од прилика околу 18-тиот месец, па потоа на 3 години, еве вакви некои развојни работи да се разрешат со родителите. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, имам едно прашање до докторката. Имам девојче на 2,5 годишна возраст. На сите прегледи редовни до сега што идевме на ортопед беа наодите одлични, дека се е супер, меѓутоа во меѓувреме јас приметувам дека како што спомна докторката пред малку, во лежичка позиција стапалото е супер, има свод, меѓутоа кога оди, како да го навлекува навнатре, како да се израмнува. Знам дека тогаш докторот ми кажа околу 3 годишна возраст треба да идеме повторно на преглед, но дали има место тука за паника или тогаш знам докторот ми спомна дека сите обувки треба да ги носи рамни, да немаат пернице. Дали ова значи дека треба да носиме обувки со перници или треба да почекаме сепак за 6 месеци кога ќе идеме на контрола? Ви благодарам за прашањето. Докторот убаво им кажал, јас би почекала исто така. Значи, детето е мало, да му се даде уште малку простор.
кондурче чевличка без влошка или некоја сосема мала, како да кажам, блага, е доволно, нема потреба од никаква паника, тоа е дел од развојниот процес во тој период. До која возраст може да се коригира овој деформитет конкретно со рамно стапало во детска возраст? Имаме простор до пубертетска возраст и ран пубертет. Веќе тука после 13-14 година не можеме, докај 12 години да кажем, имаме простор нешто да направиме, да го коригираме делумно деформитетот или пак да го, значи целта на давањето на чевлички или влошки не секогаш значи дека комплетно ќе се коригира. Ако е полесна состојбата, да. Ако е малку потешка состојбата, во тој случај целта ни е да го задржиме деформитетот на тоа ниво кога сме го виделе. Да не се влошува. Да не се влошува, да не прави понатаму проблем. Ја споменавте и лигаментната слабост на стапалото, дали таа понекогаш наликува на рамно стапало? Да, наликува на рамно стапало, дури значи не е само што е стапалото рамно, туку се гледа дека во скочниот зглоб едноставно оди кон, значи стапалото се свиткува, се навалува кон внатре, што кај многу малите деца е многу често, како што кажав, заради одржување на стабилност или се уште формирање нодот, но кај поголемките деца, значи кои што имаат лигаментарна стабилност, значи тогаш стапалата се навалуваат кон внатре и се оптеретува, значи, внатрешниот дел од стапалото. И затоа се дава кондурче што е високо во глуждето и кое што има влошка, која што ќе го подигне сводот и ќе го задржи стапалото во правилна позиција. Дали може лигаментната слабост да предизвика и проблеми со колената или пак со колковите? Некој голем проблем не е, но имаме дечиња кои што едноставно конституцијата им е таква што имаат лигаментарна лабавост, велиме ние. Значи сите зглобови можат уште 10-20 степени да направат поголем опсек на движење отколку кај другата популација. И такви луѓе во популацијата има 10 до 20%. И кога се во фаза на развој, значи некогаш имаме такви симптоми и знаци. Би требало со текот на растот тој сооднос на сврзното ткиво, да кажам со колагенот што го имаме, да се смени и со еластинот, значи да преовладува колагенот, а еластинот да се намалува. Кај децата е обратна пропорцијата. И тогаш се зацврстуваат зглобовите, се зајакнуваат структурите и, да кажам, опсегот на движења и деформитетот личи дека се намалува, но тоа е само од созревање и од растот на детето. Доктор Маја, ви благодарам што бевте денешна наша гостинка и што на гледачите им дадовте одговори на многу прашања поврзани со најчестите ортопедски проблеми во детска возраст. Ми беше задоволство, ви благодарам, иако, да кажам, имаме стварно уште доста работи во овој сегмент што би требало да се дообјаснат вака. Па еве може да направиме уште едно продолжение токму на оваа тема, бидејќи еве цели 2 страници исполнети со прашања. Да. Така, ќе се видиме повторно. Се надевам. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте. И денеска се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Денешна гостинка ни беше доктор Маја Каличанин Марковска, специјалист по ортопедија од Аџи Бадем Систина. До гледање.